Благодарам. Почитувани колеги, почитуван заменик министер, почитувана јавност. Сите овие амандмани кои што сега беа одбиени, односно не беа прифатени од заменик министерката, се исто така дел од предизборната програма на Социјалдемократскиот сојуз, односно од програмата за живот за сите во Крива Паланка. Навистина, жалам што средствата не беа обезбедени, затоа што без разлика дали ги поднесува пратеник од опозицијата или пратеник од власта, ова се навистина потребни проекти за Кривопаланчани, се значени за жителите на Крива Паланка, но за жал немавме слух од страна на заменик министерката, но и за жал немавме подршка од пратениците од владеачкото мнозинство. Почитувани колеги, можеби вие сте заборавиле, но Кривопаланчани, а и јас добро сеќаваме дека сите овие амандмани беа ветени проекти од Социјалдемократскиот сојуз, односно од актуелниот градоначалник. Каде се ветувањата кои што ги дадовте дека ќе направите 600 километри автопатишта и експресни патишта? Каде ветувањето за 550 километри магистрални и регионални патишта? Каде е ветувањето од 1000 километри локални патишта? Може би вие заборавивте на вашето ветување, или пак ветивте толку многу километри, па сега немате визија што се и каде се треба да изградите. Затоа ние со нашите амандмани ви дадовме можност, ви дадовме предлог, идеја како да го исполните тоа што го ветивте, но како и да изградите локални, регионални и магистрални патишта, а на тој начин да го исполните ветувањето на сите овие километри кои што ги дадовте во предизборниот период. Сега слушаме дека патниот правец Крива Паланка, Македонска Каменица бил тешко проводен, дека било планинско место. Почитувани колеги, ова е ветување, ова е патен правец, исто така ветување од ВМРО ДПМН. Во период 2015-2016 беше ветено дека во тој период ќе биде реализирано. Поради настанатите околности, нели се смени власта, но остана и ваше ветување. Зарем тогаш не мислевте дека е планинско место, дека тешко ќе оди пробивањето на патот и поврзувањето на двете општини? Кога го ветувавте, немавте визија што ветувате. Зошто? Зошто го предложивте истиот овој проект, ако мислите дека е невозможно да биде реализиран? Слушаме дека за 2 години биле издвоени 12 милиони евра за финансирање на локални проекти за развој на локална инфраструктура. Каде се? Каде се средствата? Кои локални патишта се изградени? Навистина, добро е да се излегува на пресконференција или да се даде соопштение до јавноста со вакви убави бројки. Но реалноста е сосема поинаква. Почитувани колеги, да, во Крива Паланка се гради експресниот пат кој што беше ветување од претходната влада. Мило ми е што оваа влада го продолжи и се гради. Искрено се надевам дека динамиката на градбата ќе биде можеби и побрзо од она што е ветено, затоа што вака секојдневно кога поминувам, навистина не можам да кажам дека не гледам, дека секој ден има машини на терен, дека се работи. Верувам, сакам да верувам дека овој патен правец ќе биде завршен и дека парите кои што се беа предвидени од претходната влада и од оваа за експресниот пат нема да бидат пренаменети за некој друг проект. Навистина ме радува доколку овој проект биде реализиран до крај. Да, во Крива Паланка, благодарение на Институтот Отворено општество, имаме реновирани простори во детската градинка и можам да кажам дека сето тоа што ќе се направи во Крива Паланка, без разлика кој да го направи, е добро за жителите на Крива Паланка и за сите нас кои што живееме таму. Дали е детска градинка, пат, независно е добро за жителите од тој крај. Доколку веќе сакаме да ги промовираме проектите во Крива Паланка, коректно е, транспарентно е и за нас самите, но и за јавност да кажеме кој проект од колко е реализиран, од кога е започнат и на кој начин е реализиран. Благодарам.